Добар ден и од мене. Задоволство е секогаш да се биде дел од проекти кои што се реализираат, какви што се тука во општина Бутел. Му честитам на Дарко, на дел од советниците во општината. Исто така им честитам на луѓето кои што се дел и од администрацијата во општина Бутел, кои што работат макотрпно, заедно со градоначалникот, да буквално да кажеме од ништо да направат нешто. Самиот градоначалник кажа дека имаат големи обструкции од страна на централната влада, владата на ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно. Зошто тоа го прават? Затоа што народот овде во општина Бутел даде, би рекол, недвосмислена поддршка во 2021 година на локалните избори за Дарко и за ВМРО ДПМН. И сега тие со тоа што не ја поддржуваат општината, ги казнуваат сопствените граѓани. Но добрата вест е тоа што за неколку месеци од денеска ќе имаме влада од ВМРО ДПМН која што има намера преку проектот, а тоа е 250 милиони евра за капитални инвестиции во општините во Македонија, без разлика дали се тоа општини на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијансата за албанците, БЕСА или се независни градоначалници, да помага и да реализира проекти, бидејќи на тој начин се подобруваат условите за живот на сите граѓани. Владата треба да биде влада на сите граѓани, не само на оние кои што ја гласат. И не само за себе, преку криминалните тендери кои што ги крадат, местејќи ги во 4 очи. Уште еднашка сум среќен, задоволен и почестен секогаш да бидам дел од проектите кои што градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата ги реализираат. Му честитам на Дарко, уште еднашка, на советниците во општина Бутел, на администрацијата за сето тоа што го прават тука. Јас знам дека ќе продолжат со исто темпо, а веќе со новата влада на ВМРО ДПМН ќе го засилиме и ќе направиме и работи кои што не сме ги ветувале за време на кампањата на локалните избори во 2021 година. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Во кривичниот законник премиерот Ковачевски вели дека нема да бидат опфатени тешки дела. Па Ковачевски многу работи зборува изминатиот период. Често пати велам поради сепак институцијата која што представува треба да се коментира, инаку вака индивидуално навистина не знам дали воопшто заслужуваат тие негови позиции за коментар, но еве, јавноста нека оцени, ако не е тешко дело перење пари, уцена, загрозување на уставниот поредок на Македонија, понатаму злоупотреба на службена положба и овластување, и така натаму. Има неколку дела кои што се директно злосторничко здружување, се директно афектирани од страна на овие измени во кривичниот законник, не се тешки дела, тогаш навистина не знам што се тешки дела. Јасно е дека тој и пратениците на СДСМ, заедно со ДУИ и пратениците од ДУИ и останатите се спремаат за опозиција и на ваков начин сакаат да си обезбедат покомотна положба. Но мојата порака изминативе денови е иста, константна, тоа е дека набрзо денеска владата на ВМРО ДПМН и покрај овие измени кои што на начин на кој што ги направија со злоупотреба на европското знаменце ќе бидат ефективни. Има уште десетици други членови кои што се дел и од кривичниот законник, но и од други закони по кои што секој оној криминален политичар кој што сторил криминал ќе одговара. Така што мислам дека залудни им се овие обиди да направат нешто кое што мислат дека ќе им помогне, но нема да им помогне. Ја би се надобрзала за измените на кривичниот законник. Господин Мицковски, владата претендира, односно декларира дека се стреми кон Европската унија. Од друга страна се носат вакви измени. Дали мислите дека овие измени на кривичниот законник ќе го попречат на некој начин патот на Македонија кон унијата, особено ако се земе предвид дека едно од началата на унијата е борба со корупцијата? Што мислите, дали ова може да влијае некако, особено ако се земе предвид и секако и изјавата на евроамбасадорот Гир, кој што кажа дека со ова се зголемува можноста за неказнивост?
криминалот и корупцијата во Македонија се основен и суштински проблем. И можам да кажам и да бидам објективен дека можеби тоа не е последица само на последниве, би рекол, неколку години. Тоа е процес кој што се случува во Македонија повеќе од 3 децении. Но можам да кажам дека во овие 6 години влада на СДСМ ДУИ или ДУИ СДСМ тој кулминира. И ние сме како држава, а тоа го покажуваат релевантни мерења, како што е ранг листата на Транспарентност Интернационал, држава која што во Европа е можеби најкорумпирана и држава во која што криминалот навистина метастазирал во општеството, а тоа е така бидејќи постои јасна коалиција помеѓу политичките криминалци и оние вистинските криминалци. И се додека таа јасна коалиција која што е видлива за секој еден граѓанин функционира, ние како држава ќе бидеме рангирани на последните места и ќе имаме озбилен и сериозен проблем со функционирањето на правната држава, со владењето на правото и воедно ќе имаме и партизирани обвинители и партизирани судии кои што на тој криминал, кои што го генерираат политичките криминалци во коалиција со вистинските криминалци, ќе му прогледуваат низ прсти. И да, тоа ќе представува озбилна пречка, затоа идната влада на ВМРО-ДПМН има сериозна намера да се позанимава со оваквиот облик на криминал и корупција во Македонија и затоа подготвуваме оригинално законско решение кој што ќе биде дел од идната предизборна програма на ВМРО-ДПМН и тоа може да се примени и имплементира ако само се искористат постојните закони во Македонија, не мора некои револуционерни, робусни реформи да се прават, бидејќи кај нас на политичарите секогаш речникот ни е полн со реформи, да се искористи само тоа кое што постои, можеме да ги процесираме сите оние политички криминалци кои што се во коалиција со вистинските криминалци. Вие можете да забележите како врхушката на власт има плејада такви слики, каде што е во друштво на вистински криминалци на разноразни настани. И не треба многу човек да е голем научник или не знам колку да е паметен, само треба да го следи тоа што е јасно за сите граѓани во Македонија. Јас сум разочаран, морам да признам, и очекувам робусна реакција за тоа што се случува во парламентот и тоа што го прави владата на полето на злоупотреба на европското знаменце. И разочаран сум што таква робусна реакција не ја слушаме и не ја гледаме секој ден, бидејќи тоа се суштинските проблеми за граѓаните. Корупцијата и криминалот создава проблем во здравството, случајот на онкологија. Корупцијата и криминалот создава проблем во образованието. Немањето учебници, зошто? Затоа што некој не ги договорил тендерите кои ќе ги печати тие учебници. Корупцијата и криминалот создава проблем во економијата и оцелувањето на нашите сограѓани, зошто? Затоа што немаме инвестиции, немаме активност во економијата и така натаму. Корупцијата и криминалот создава проблем и за пензионерите. Зошто? Затоа што корупцијата и криминалот стимулираат сива економија, немаме приходи во буџетот, имаме помали пензии и нема можност за поголеми пензии. Корупцијата и криминалот во Македонија создава проблеми за земјоделците. Зошто? Затоа што имаме шверц, затоа што имаме подценување на трудот на земјоделците, нема доволно пари за стимулирање на трудот на земјоделците и тоа создава проблем и за земјоделците. Тоа создава проблем и за младите, затоа што не гледаат перспектива, разочарани се и се оцелуваат веднаш од кога ќе го дооформат своето образование. И наместо тоа да биде суштински проблем, ние се занимаваме со работи за кои што јасен консензус постои во општеството дека тие работи не се приоритет на граѓаните. Затоа мојата порака до сите бирократи од надвор е да се позанимаваме во овие месеци пред избори, што неколку имаме, 5-6 месеци се пред избори, еве и да се редовни, со ние вистински проблеми и да зборуваме за вистинските проблеми, бидејќи само на тој начин можеме да ги решаваме тие проблеми. Се останато представува дополнителна фрустрација
и дополнително разочарување кај нашите сограѓани. Рековте дека подготвувате некакво законско решение, за каков закон станува збори, дали за овој парламентарен состав и ако може за законот за амнестија, рековте вчера дека ќе го разгледате, дали го разгледавте, какви конкретни забелешки ќе имате за него и дали можеби ќе имате амандман за да бидат опатени и случаите од 27 април? Случаите од 27 април сме ги коментирале многу пати во минатото. Тоа представува политички прогон од страна на нова влада и трговија со судбината на тие луѓе ниту тие прифаќаат, ниту пак ние како политичка партија имаме намера да правиме. Тие луѓе бараат правда, не бараат ниту милост, ниту амнестија. А правдата ќе ја добијат со новата влада на ВМРО ДПМН. Не сме го добиле се уште ли, јас бар го немам добиено тој закон за амнестија, но од тоа што го имам како информација, морам да се оградам, го немам прочитано, е да бидат амнестирани криминалци на кои што партнер од владата им ветувал дека ќе бидат амнестирани делумно или целосно. И таков закон ВМРО ДПМН нема намера да подржи. Но ќе видиме што е тоа што е дадено во парламентот. За ова што зборувам за оваа коалиција на политички криминалци и вистински криминалци, тука пред се мислам на законско решение кое што идната влада на ВМРО ДПМН има намера да го спроведе како реформа, а при тоа исто така користејќи ги постојните законски решенија, бидејќи тие нудат многу можности. Многу едноставно. Ке ги споредите двете бази на управата за јавни приходи и онаа на катастарот, ке го споредите имотот или ќе ја споредите имотната состојба на сите граѓани во Македонија со нивните приходи и на многу едноставен начин можеме да дојдеме до одговор на прашањето како млади луѓе стануваат сопственици на мултимилионски имоти во градови низ Македонија, а нивниот прилив или приход се мери во илјадници пати помала сума. Многу едноставно. Не треба многу човек да е паметен, не треба голем мислител да е некој или креатор, само треба тие две бази да ги собере. Да видиме, лицето А приходувал, да речеме, 100 денари, а при тоа на негово име има имот од милиони денари. Сега прашањето е како стигнал до тој имот од милиони денари. Ако не може тоа да се докаже, затоа што можеби некој ќе го докаже, ќе рече тоа ми е наследство, па имам богат вујко во Америка, па тој ми помогнал и така натаму. А ако не може тоа да го докаже, тогаш истото ќе биде оданочено со 70%, бидејќи тоа го нуди и постојното законско решение. Ако нема 70%, тогаш ќе биде конфискувано, на јавна аукција отугено и тие 70% ќе завршат во буџетот, а тие пари ќе ги користиме за книги во образованието, за пристојни услови во онкологија, болните да добијат вистински медицински третман, а не физиолошки раствор, да има повеќе пари за пензионерите, да има повеќе пари за земјоделците, да има повеќе пари за инвестиции како оваа и да има попристоен живот во Македонија. Многу едноставно. Не треба многу човек да е голем мислител што треба да направи. Само постојните законски решенија. Ајде да видиме кои се тие луѓе што имаат милионски возен парк во Македонија. Затоа што на улиците во Скопје во Македонија ќе видите возила и по половина милион евра. Да видиме како тоа го стекнале. Само да ги прашаме како тоа го стекнале. Што пријавиле тие како приход? Многу едноставно. Само тие бази треба да ги споредиме и тогаш ќе видиме кој бил тој политички криминалец кој што бил во коалиција со вистинските криминалци. Вчера започна изградбата на вториот дел од коридорот 10Д. Премиерот вели дека ќе се гради со полна парија. Има ли капацитет држава за ваков проект? Со оглед на сите околности и сите проблеми. Па ако појдете денеска и на двете локации каде што се детонираше динамит, символично отпочнувајќи ја градбата, јас ви гарантираме денеска појдете од тука, нема да најдете градежни машини. Ево тука вие сте медиуми, појдете и ќе видите дека таму нема да најдете градежни машини. Но на што е уште пострашно е што главниот изведувач, односно подизведувач на овој проект е партиски донатор на Демократската унија за интеграција или фирма поврзана со нив. Тоа е она суштина каде што
Јасно се гледа коалицијата помеѓу политичките криминалци и вистинските криминалци. Сега тука имаме и бизнисмени во целиот овој трилинг. Тоа е суштината. Појдете, ево, тука јас ве повикувам да појдете, да видите дали воопшто имаме градежна оператива и дали тоа таму се гради. Господине Мицковски, предлог одлуката за формирање на анкетна комисија за онкологија денеска е пред пратеницата во собранието, меѓутоа министерот за здравство рече дека не е сигурен дека като системот е користен. Некој коментар околу ова дали имате? Загрижени се од власта, затоа што ако тој систем бил функционален, тогаш многу јасно ќе дојдевме до одговорот на суштинските прашања, кој е тој кој што ги злоупотребил животите на оние луѓе кои што за жал поради недоволна медицинска грижа беа загубени изминатиот период, изминативе години. И тука јас го разбирам овој министер дека тој мора да се препелка, да бара изговори. Не можам да го оправдам, се разбира, но можам да го разберам бидејќи таква насока добил од неговите претпоставени или од коалицијата во владата. Исто така не можам да ги оправдам нити надлежните органи кои што се уште и после толку недели не излегоа со јасна детекција кој е тој виновник кој што предизвикал ова да се случува. Но повторно ќе кажам, од моје име и од името на фамилиите, семејствата кои што се жртви на овој грозоморен настан, траурен кој што се случувал на клиниката за онкологија, набргу од денеска ќе имаме нова влада на ВМРО ДПМН која што има намера сериозно во корен да се зафати со решавање на овој проблем и сите оние за кои што постои основано сомневање, но и докази дека се погателе на грбот на животите на нашите сограѓани, сериозно има да одговарат. Ви благодарам.